Владата за 6 месеци го расчисти она што земјоделците го чекаа со години. Исплатени се досега рекордни 70 милиони евра за субвенции, редовни, но и за останати од минатите години. За исполнување на обврските од претходните години се обезбедиле околу 40 милиони евра. Во претходните 2 дена биле исплатени плюс 28 милиони евра за субвенции на 78.000 земјоделци за тековната 2024 година. Се поделиле субвенции за кравје, овчо и козјо млеко, за обработлива земјоделска површина, за употреба на сертифициран семенски материјал, за одржување на постоечки овошни и лозови насади, за сточарско производство. Се затворија сите за останати обврски кои што ги наследивме од претходната власт за 23-та, 22-та, 21-та, дури за 20-та година имаше за останати обврски. Значи сега сме ја затвориле календарската 23-та и имаме сериозна исплата на субвенции од тековната 24-та година. Значи овие 1 милиарда 700 милиони денари се за исплата за тековната календарска 24-та година. Ова никогаш не се случило во македонското земјоделство и со ова покажуваме дека навистина и премиерот, владата и министерството со оваа финансиска инекција која што практично е пратена кон македонските земјоделци, покажуваме дека сакаме да го враќаме македонското земјоделство таму каде што некогаш беше. Владата нема да се откаже од делењето субвенции на тутунарите, што беше едно од барањата на Светска банка за подобрување на јавните финансии. Министерот Трипуновски вели дека годинава е постигната рекордно највисока откупна цена на тутунот. Според него, земјава не треба да се откаже од една од стратешките култури, затоа што тутунот во Македонија е еден од најквалитетните во светот. Овие 400 денари се дополнети со 100 денари субвенција која што ќе добијат македонските тутунари, односно зголемување од 80 на 100 денари или во апсолутна бројка околу 500 денари ќе добија секој еден тутунопроизводител во Република Македонија. Со ова покажуваме дека како влада сме сериозно посветени да одржиме покрај другите земјоделски гранки и оваа гранка која што е многу важна за нашата држава. Во 2025 година ќе продолжи и мерката здрава ужинка за секој ученик која ја започна претходната влада ново модифицирана форма. Трипуновски вели дека мерката била добро осмислена, но лошо спроведена. Овошјето се фрлало во училиштата и градинките, а сомнителен бил и квалитетот на производите.